Меѓутоа публиката мене ме поддржа, ми даде аплауз. Мислам ме крена на крилјата и таа утакмица дури има на 2-1 шанса раднички период, Зицер, што ја викаме ние. Јас се одбранев и така бев на првата утакмица, бев и играч на надпревар. Тоа имаш резултат. Беше за фудбал. Така градо едноставно беше со победа. Така се чувствуваш. И не можеш сега ти си изгубил и сега ти другиот ден да излезеш и да се понашаш како ништо да не бил. И ние самите се чувствувавме, знаеш како неудобно, непријатно се чувствуваш да излезеш. Љупче Милевски, играч во одбранбениот ред, и Зоран Мицевски, голман, не само на победа што се памти, туку и на македонската репутација. Ајде сега да ни кажете за оваа средба, како помина и што мислите за ова? Прво благодарност до организаторите овде што не собраа после 87-8 година, така. Не знам колку години не можам да пресметам сега. И средбата секој пат поминува срдечно. Значи толку долго време не си имам невидено со некои фудбалери, со некои така и веќе и фамилиарни пријатели сме, така да заживеевме, еволуираме спомени, разговараме и мислам дека многу е рано за да си одиме дома. Имам уште многу да си кажем. Вие сте од Демирхисарско, меѓутоа жител на Скопје. Како прифативте, дали се двоумевте да дојдете денеска овдека? Не, тама работа. Значи јас сум од Демирхисар, а живеам во Скопје. Тоа значи дека јас сум демирхисарец, така да пред се сум македонец. Прилеп ми беше, да речеме, не може би, туку сигурно првата фудбалска професионализам, првиот фудбалски професионализам, па заедно со Љупче Милевски дојдовме тука и од сегашна дистанца многу сум среќен, многу успеавме да направиме и како луѓе и како фудбалери на така во кариерата. Значи почнувајќи од победа прилог, доколку не беше победа, веројатно не би били ние овдека сигурно. Како се случи доаѓањето во победа, чинама 87-та година се случи? 87 година се вратив од војска, 87 година. Јас играв во Демирхисар фудбал. Меѓутоа, да, бев и голман кога играв напред, тој беше клуб во регион. И луѓето од Прилеп веројатно или не знам, некој му кажал, веројатно ме виделе, па ме донесе овде во победа и така почна моето патешествие со фудбалот професионален. На што убаво се сеќавате кога браневте за победа? Ја не се сеќавам на ништо неубаво. Значи во спомен остануваат само убавите работи. Се сеќавам на првата утакмица со Раднички Пирот, моето деби. Победивме ние 2-1. Замислете, јас немав дотогаш нити, условно да кажам, голмански тренинзи. Ја прв пат се соочував со професионален фудбал и сега благодарение на тогашниот стручен штаб на Кирил Аневски, Мицко Николовски и посебно Каше Крстевски, кои ми дадоа таква сила, таков мотив и ние успеавме да победиме Раднички Пирот со 2-1. Потоа бране против Тетекс. Имавте трема? Како не? Знам. Сигурно публика имаше доста. Публика имаше 18.000, пишуваше во новини, во вестник и се сеќавам првиот ангажман беше мој во аут на 15 метри во публиката. Меѓутоа публиката мене ме поддржа, ми даде аплауз. Мислам ме крена на крилјата и таа утакмица дури има на 2-1 шанса Раднички Пирот, Зицер, што ја викаме ние. Јас се одбранев и така бев на првата утакмица, бев и играч на надпревар. Колку често сте во Прилеп? Во Прилеп сум често, затоа што имам јас пријатели тука, се слушаме, се гледаме. Веќе сме возрастни луѓе, имаме деца, што се женат, што се мажат. Се каниме на свадби, се посетуваме редовно. Значи, нови години, свадби, овие сите тие прослави ние редовно се гледаме. Така да долго време беме во Прилеп, релативно долго.
за да се заборави. Не се заборава. Значи да ве очекуваме и ако има и наредна средба да дојдете тука. Обавезно, спреман сум и да бранам ако треба. Дали го следите прилепскиот фудбал сега? Апсолутно го следам со внимание. Мислам дека Прилеп како град заслужува една јака победа, една јака прволигашка победа. Не зборувам само прволигашка, значи зборувам за победа што ќе се бори за врвот во македонскиот фудбал. Затоа што овој град го заслужува тоа. Ние знаеме дека Прилеп беше град број 1 во Југославија фудбалски град зборува. И гревот е, и жално е, еве сега еволуцираме спомени, зборуваме како било, што било, имало значи и добри и лоши времења, меѓутоа победа секогаш имала екипа за респект. Ајде сега со Љупче Милевски, вие кога дојдовте, како дојдовте во победа, биејќи сте од Битолско? Во победа дојдов крај 87-88 почетокот, заедно со Зоран Мицевски и со Ѓоко Илиевски. И за мене беше голем предизвик. Не игравме во регионална лига, победа беше втора лига, кога дојдовме тука. Втора лига на Југославија? Втора лига на бивша Југославија. Легенди како Мирсат Јонус, Фарук, Миле Конајски, Сусулески, Владо Димовски, Шалев, Маријан Стојковски, легенди што имаше фудбал, што стварно има во бивша Југославија, јака победа што се бореше за влез во прва лига во тогашна Југославија. И за нас тоа беше предизвик, да не речем. Првиот тренинг и првиот надпревар? Првиот тренинг во победа, знаеш, непозната малку средина ми беше чудно. На тренинг имаше 2500 до 3000 гледачи на тренинг. Тоа не е вообичаено за некои други градови. Други градови. Тоа за мене беше многу чудно. На тренинг да те пратат 2000 до 3000. Што бара публика на тренинг? Да, на тренинг да ти иди публика 3000 гледачи. И првата утакмица Кирил Аневски беше тренер, Каше беше помошник, Мицко Николовски голман на голманите тренер. И прва утакмица со ОФК Београд, Кирил Аневски и мене ми соопштува дека ќе бидам резерва во Белград со ОФК Београд. Играме во Београд и ние ја победуваме со 3:2, со два изводени голови на Досев, евроголови и мислам на Гунев е негов. Да, и со 3:2. И прва утакмица како резерва, ти тогаш знаеш си возбуден, се чувствуваш уште морници што се вика она. Сепак си дел од тимот и дел од успехот. Од успехот. Тоа не заборавно нешто, мислам тогаш. Уште ми се враќа на сеќавањата во тоа време. Колку време останавте во победа? Во победа останав некаде скоро 10 години до 97 година, кога се распадна Југославија, па трета лига кога се формира во бивша Југославија и самостојна Македонија. Прва утакмица имаме и некои фотографии со Вардар тука изигравме. Вардар беше многу тогаш, мислам, професионална екипа во бивша Југославија. Но извадовте 1-1. 1-1, само ние успеавме на Вардар 1-1 да му извади нерешен резултат, да не речам. Тоа речиси недостижно се сметаше Вардар со некого да не победи. Да, недостижен Вардар да игра со македонски клуб. Вардар играше во професионална бивша Југославија. Ние пак бевме... Имаше два надпревари нерешени Вардар со победа прво коло и со слога во Скопје. 1-1 и... Стадионо... Да, стадионо во Прилеп беше неверојатно. Може имаше 20, јас се имам, чуваме ни спомени и слика. Најпосетени утакмици беше и уште мислам дека со Вардар првата утакмица, македонска прва... Така почна и првата лига на самостојна Македонија. Самостојна Македонија, да, со тој надпревар и мислам дека беше најпосетен фудбалски надпревар, преку 20.000 гледачи.
имаме тие фотографии и слики од тие прва утакмица на самостојна Македонија. Таа најголем впечат, најголемо сеќавање ми има до сега остана. Како поминувавте на тренинзи, на надпревари, а како пак низ градот овде во Прилеп, кога имавте слободно време? Каде се движете? Дали ве оставаа на рад овие фудбалскиве влюбеници? Видете, секој пат ние бевне и како млади деца, што кажува Љупче, еве ние дојден јас од Демирхистер, Љупче од Битола, Буково дојде. И нас ни беше многу чудно кога ќе поминеме низ градот, те запира секој еден да те прашува што е како, или на пример ние ќе поминеме низ пазар, па не чекаат луѓето, па ќе ни стават нешто за јадење, нешто. Ние идиме од тренинг, одиме дома и одиме дома како млади со полни овие кеси, со А вие што сака. истовремено бевте и ученици, чинам. Не. Градот живееше за фудбалот. Знаеш, луѓето на секој чекор се зборуваше за фудбалот, за победа. Имаше интерес. Секој кој ќе те сретне и прашуваше што ќе правиме сега утре, ќе победиме, ќе изгуби, нема губење. Значи ни делник, ни празник слободен нема. Не, градот едноставно живееше за фудбалот, за спортот. Победа беше најпосетена и во втора лига, јас како што памтам. Втора лига бивша Југославија и почетокот на првата кога се формира самостојна Македонија. Во првата лига македонска, тогаш самостојна Македонија, победа беше најпосетен клуб од сите клубови. Мислам фудбалски што постоја. Овие локаливе кафетерииве, како поминувавте тука, сигурно и таму ве забележува како фудбалски звезди или членови на победа. Така да јас памтам имаше 3-4 кафичи. Да, 3-4 кафичи имаше, така Гино имаше, аз имаше како Чардак. Така и сега ние како фудбалери ќе појдеме там како млади момци, деца. И сега ние треба да платиме овие. Газдите вика не, за вас вика нема плаќање тука. Така да стварно Една привилегија. привилегија, така добро се чувствуваш, се осеќаш дека си почитуван, дека си ценет. Сега има уште една работа тука. Па оној момент кога ќе изгубиме, па не излегувавме цела недела додека не победим. Едноставно ни беше срам. Не беше лесно, срамота беше. Зоки се чувствуваше некој срам, знаеш, да изгубиш ти. И се да излезеш во чаршијата во градот, да те вида чувството кај нас такво беше, не се чувствуваш удобно, како срам се чувствуваше. Знаеш, Победа не сме да изгуби. Победа не сме да изгубиме. И Црвена звезда нека губи, ама победа не. Не. И тоа е затоа имаш резултат. беше за фудбал. Така градот едноставно беше со победа. Така се чувствуваш. И не можеш сега ти си изгубил и сега ти другиот ден да излезеш и да се понашаш како ништо да не бил. И ние самите се чувствувавме, знаеш, како неудобно, непријатно се чувствуваш да излезеш. Сега да кажете за нашиве фудбалски љубители, до кога траја вашите кариери како голман и како играч во одбраната? Јас завршив на 38 години кариера. Значи долга кариера. Значи интересна работа е, пред да завршам кариерата имав понуда да дојдам пак да дојдам на 38 години во Прилеп. Меѓутоа одлучив да не играм поќе фудбал, така створивме фамилија, ни се родија дечиња, требаше да застанеме на едно место и да го тераме животот што треба. И јас останав пак во фудбалот, Љупче Милевски си пати, да речеме, друга професија, ама цело време сме пак во фудбалот, така да нема бегање од фудбалот. Јас порано завршив 32 години, беше имав некој повреда, тоаш имаше со некој, да не речам, со води, со ова, со она, некој се појавија болести, да не речем она, и мораше така престанав, ама пак фудбал ме интересираше, пратев, одев колку што можев победа и ден денеска сакам, еве може и за тоа ќе поставите некое прашање што мислиме за денешниот фудбал. Пратам нон-стоп, ако не сум многу присутен таму, ама ги пратам сите случувања што се случува и жел ми сме да ти кажам. Јас ете тука живеем во Прилеп, останав во Прилеп да живеем, тука си живеем. И ја сакам да пратам, да гледам. Мора победа да се вратите што беше. Да од градот сака, на пример, јас така мислам, ба сега може и
Сите чекаме сабота, недела, претежно недела, знаеш да излеземе, да видиме спортски напредок. Мене, например, ме влече фудбал. Сакам да ја видам победа, како што била порано. Да видиме дека се игра фудбал. И се надеваме дека еве сега има, како што имам јас сега, како што пратам ново раководство. Мислам дека треба да се реформира, да се направи добар избор и да победа ја видиме во прва лига и да биде конкурента, не само прва лига, туку да биде како што и доликува местото во првите 4-5 екипи на Македонија. Да, мислам во првите 3. Да не претеруваме првите 4-5 многу е. Да, оние места што водат во Европа. Дај Боже да се случи тоа што поскоро. Ти си сакаме тоа. Вие не сте вклучени, например, некои кажуваат дека се како делегати во улога на суди, контролори, тренери. Вие ништо не избравте од тоа? Не, јас тренер сум. Значи- Сум тренер на млади категории во Скопје, во Значи активен. Фудбалската федерација, активен сум. А иначе делегати, суди, контролите, верувајте ми, ако ме прашате колку делегати има собранието, ја не знам да ви кажам, така да не ме интересираат тие работи, така да само на тренерската работа и она што е директно вклучено со фудбал, со фудбалската игра. Јас сум во контакт, во да не речам, едно 15 години работив и со пионерите на Победа малку и делегат одев, може преку ФФМ 2 години, ама тоа беше Хари Хаджиристевски, што кој беше председател на ФФМ. Тогаш негде скоро 2 години одев како делегат, ама сега сум малце понастрана тргнат, ама секогаш како имам слободно време ги пратам сите случувања. И затоа се надевам сега дека мислам Победа, еве треба и време е да тргни барем прва лига, заслужува Прилеп да има прволигашки клуб. Ви благодарам и да се видиме, да се надевам следната прилика, следната година пак некоја ваква средба. Да сте здрави и живи. Фала многу. И успех и шо побрзо Победа да видиме во прва лига.